Илинденското востание се смета како символ на вековната борба на македонскиот народ за независност и слобода. Македонската револуционерна организација и цели чети се жртвувале за Македонија и за македонска држава. Чествувањето на Илинден заедно со Бугарија би било најголема штета и сквернавење на најголемиот македонски празник, а со тоа и откажување од македонската историја, јазик и идентитет. Вака граѓаните ги коментираат најавите за заедничка прослава на Илинден помеѓу Република Македонија и Република Бугарија. Граѓаните сметаат дека Илинден е јадро на македонската држава и не смее да се доведе во контекст на било какво славење со друга држава. Бугарите беа према за нас Првата световна војна и Втората световна војна, пак беа со германците. И сакам да докажам тоа дека јас не настојувам и не блегувам во тоа. Не настојувам да. Мислам да Бугарија и Македонија да имате на иста задача, не. Не го прекрикувам апсолутно. Не сум за тоа. Јас не сум за тоа. Па Илинден е секоја година одиме на Илинден. Јас може 20 пати одам секоја година. Значи тоа е наш празник на Македонија. Македонија си има посебна историја, наша историја треба да ја браниме, да ја почитуваме, да ги почитуваме борците и војводите и сите тие работи. Македонија има своја историја, ни Бугарија нема таа историја, ни Србија, ни Албанија, ни Грција. Илинден е чисто македонски. Востанието Илинденско, цар Самуил. Македонско. Цар Самуил, бугарите дека е бугарски, ние велиме дека е наш. Историчарите треба да се окажат свој збор. Македонија никош немала заедничка историја со Бугарија. Бугарите не биле отсекогаш окупатори, како што ни биле и србите, и грците, и турците. Македонија си е Македонија, народ македонски си е башка, јазикот си е башка. Дали тоа признавале бугарите, не признавале, нас и толку не ни интересира. Не е заедничка историјата, ние имаме додирни точки, да речам, во времето, меѓутоа, посебно си е Македонија, посебно е Бугарија. Нема заедничка историја, моје мислење. Така. Ние си имаме собствена историја и према тоа можеме да видиме со нив пријатели, али на таков начин не. Македонско, не може бугарско да види. Што направија овие овде, ќе славиме со се бугарите заедно, не пасира така. Покрај тоа, граѓаните негативно ги толкуваат изборовите за евентуално менување на учебниците по историја во Република Македонија, според кое менување дел од македонската историја би станала заедничка со соседите. Дали треба да се менуваат учебниците по историја? Не. Македонски да се останат. Да не пред скандали. Никако ученици. Ние сме ги учеле пред 50 години, 60, па сега да го менуват. И тоа е срамота од некого што го прави. Не и требало. Зашто да се менува учебниците по историја? Како се били, така и треба да се останат. Многу се замешуваат во историјата. Од порано ваква историја немало, ни па сега може да имат. Историјата се знае уште од времето кога сме ние родени како постоела и така мора да биде понатаму. Како сега се јавува некоја нова историја? Тоа не е право. Не може да биде така. Учебниците да се менат во интерес на бугарите, тоа не иде воопшто. За ова не. Може би за нешто друго, ако треба се додаде, ако треба да бидат да се прилагодат учебниците, може би треба нешто да се промени, меѓутоа ова нема што да се менува. Тоа е запишано во историјата. Историјата не може да ја менувате. Ние имаме наша историја, што ги менја учебниците. Како што е познато, во текот на официјалната посета на Бугарија, премиерот Зоран Заев заедно со неговиот колега Бојко Борисов договорија заедничко чествување на Илинден во Република Македонија и на тој датум потпишување на договорот за добрососедство.